Да, боја на вирусите не се закана само во зимскиот период и летото си носи своји ризици. Знаеме сите дека има голем број, освен во Скопје и во останатите градови низ државата, голем број на комарци, убоди од крлежи, но тука се секако и змиите. Какви се ризици носат овие инсекти во овие вести? Разговарам со првиот човек на Клиниката за инфективни болести, доктор Фадил Цана. Добро вечер, директоре, и добро дојдовте во овие вечерни вести на Алфа. Еве најпрво околу вирусните инфекции во овој период од годината, како што кажав и во најавата, со какви се вируси се справувате овој период од годината? Па, како што и веќе се знае, во летните периоди, освен гастроинтестиналните инфекции, нормално се соочуваме и со други вирусни инфекции кои се како резултат на инсекти, убот од инсекти или други преносители. Во овој период, поради големите температури и горештините, што веќе сме во тек, деновиве, веќе влегуваме во таква зона на топли денови и поради изголемената влажност се создаваат услови за размножување токму на тие инсекти и други преносители преку кои може да се пренесуваат безброј други вирусни инфекции. Тука може да ги споменеме слободно комарците, крлежите, мушичките, значи и други причинители кои може да преносат некоја од вирусните инфекции. Од страна на комарците се знае дека ова што беше актуелно, а ние сме имали такви пациенти, преку убот од комарец може пациент да се зарази со западно-нилска треска. Такви пациенти веќе минатата недела имавме 2 хоспитализирани кои успешно се опоравува и веќе се испишани од Клиниката за инфективни болести, но освен тоа вирусно заболување, кое веќе може да го сметаме не само импортирано, туку и автоктоно, има и други вирусни заболувања што може да се пренесуваат преку комарци, особено сега во летните периоди, патници што патуваат во тропските и субтропските земји, исто така се соочуваат и со ризици за да може да се инфицираат и со денга, чикунгунја, зика, значи сите тие се една гама на тропски болести кои може да бидат предизвикани од убот на комарец. Затоа сите патници кои патуваат во овие краишта треба да ги земат предвид сите мерки на предпазливост, што при самата агенција кога патуваат, тие се запознаени што треба, дали треба некоја профилакса да имат. Исто така, од страна на крлежите, кои исто така во овој период се размножуваат, може да имаме лајмска болест, енцефалит, кој може да биде предизвикувач со прикачување на крлеж, затоа треба многу да сме предпазливи. Да, која категорија, освен овие кои што патуваат надвор од државата, односно одат во тие далечни краишта, тропски краишта, која категорија на граѓани највеќе треба да биде внимателна, еве доколку дојде до нешто опасно, до некоја вирусна инфекција, кои се оние кои што се најзасегнати во овој период? Нормално, пример ви даваме кај пациентите што беа инфицирани со западно-нилска треска, кај тие беа пациенти што беа изложени на вирусот на западно-нилска треска. Фала Богу, беа пациенти што нивната здравствена состојба и возраста беа тие што сепак допринесуваа во добриот исход на болеста. Тука онаа категорија се старите лица, изнемоштени лица, лице кои се имуно компрометирани и нормално најмалата возрастна група. За крај накратко, уште едно прашање околу климатските промени. Знаеме дека навистина низ целиот свет има климатски промени. Дали тоа е закана за овие тропски вирусни инфекции? Па
како што и се случуваат, нели сме сведоци на овие глобални климатски промени, апсолутно е дека треба да очекуваме и раздвижување на места каде што некогаш тоа било поим дека само теоретски се знаело за одредени заболувања, сега имаме случај, еве да бидеме сведоци, да ги имаме таквите случаи и нормално да ги детектираме и соодветно да ги третираме. Ви благодарам, докторе, за гостувањето во овие вести НАФ. Да, тоа е се Бојана. Во овие вести имавме можност да разговараме со директорот на клиниката за инфективни болести доктор Фадил Цана.